Македонија урива рекорди по бројот на новозаболени од коронавирусот, а надлежните се уште не гледаат причина за воведување на нови ригорозни мерки. Најновите препораки на Комисијата за заразни болести ја збунија јавноста. Се воведува носење на маска по улица, па дури ако сте сам. Се забрануваат семејни собири, а се ограничува и бројот на гости кои може да ги примите дома. Најмногу до 4. Се забранува групирање на граѓаните во домовите на семејни прослави, слави, други собири во групи. Во едно живеалиште, стан или куќа, собствениците дозволено да примат најмногу 4 луѓе, односно на семеен настан да бидат сите кои се со живеалиште на таа адреса плюс најмногу 4 други. Се воведува задолжително носење на маски или заштитна опрема во форма на марама, шал или друг вид прикривка на носот и устата. Секаде, при престојно отворено, на затворено во било кои јавни објекти, на работно место, во јавен и приватен транспорт. Прашан зошто во време кога земјава броеше по десетина ново заразени дневно, граѓаните живееа под полициски час, а сега кога бројките надминуваат 300 ново заболени пациенти, се функционира нормално. Филипче вели оти доволно било само да се носат маски и да се држи дистанца. Полициски час, вели, за сега ке нема. Искратување на работа, на работните часови и рестрикција во движењето доаѓа во предвид ако се одлучи дека е тоа мерка која што треба да се имплементира. Или таргетирано, за почеток, ако се изнуди потреба во некој регион, општина или град, па дури и на територијата на цела држава. За сега сме далеку од тоа, но дефинитивно една од мерките кои што може да се препорачаат. Во меѓувреме, социјалните мрежи вријат. Граѓаните реагираат оти мерките се конфузни и нелогични. И оти наликува како да се смислуваат од денес за утре. На стартот на пандемијата во март, кога земјава дневно броеше по едва и 30 заразени со COVID-19. Владата воведе целосен карантин кој за време на верскиот празник Великден траеше дури 82 часа. Забрана за работа имаа сите угостителски објекти. Училиштата, градинките и факултетите добија клуч на врата, а ослободени од работни обврски беа хронично болните, бремените жени и мајките на деца до 10 годишна возраст. 7 месеци подоцна, кога земјава урива рекорди по бројот на заболени и починати, надлежните ги вратија во функција сите институции. Градинките и училиштата работат со протоколи, студентите повторно се сместија во студентските домови. Хронично болните и мајките на мали деца и покрај секојдневните апели и протести се вратија на работа. Границите се отворија за влез на патници, без доказ оти се негативни на вирусот. Пред 3 дена, надлежните забранија настапи на естрадни уметници во кафулињата, откако на социјалните мрежи се појавија видеа од концерти со масовна посетеност и без почитување на протоколите.